Тетовските советници на денешната седница ја изгласаа точката со која на дополнителни 6 месеца се суспендира деталниот урбанистички план за блок 57, односно просторот на поранешната фабрика Шикилак, каде е предвидено да се изгради нов стамбен комплекс. Суспензијата е врз основа на тоа дека предложениот не е според стандардите, односно во него нема предвидено доволно паркинг места, зеленило, паркови и други недостатоци. Мислење добивме и од Министерство за транспорт и врски, согласно ова сектор за урбанизм изготви извештај за запирање на детални урбанистички план за овој урбан блок во кој се забележени докази што му штетат на јавниот интерес. И во урбанистичкиот план за ова место, значи ова урбанизирано место, се предвидени 140.000 метар купна градежна површина, намената за домување. Тоа значи дека доколку се примени стандардот пресметен од просечни 25 метар квадрати градежна површина по жител, што е над сите урбанистички стандарди, тоа е некаде 5600 жители во таа место кои ќе живеат. Од ова произлегува дека станбена густина би била 1.600.000 жители по хектар, што го надминува сите урбани стандарди кои се од минимум 250 до максимум 500 жители за еден хектар. Решењата за секундарна патна мрежа се под секој прифатлив стандард или критериум. За да се обезбедат паркинг места на секоја градежна парцела, значи согласно одредбите на ДУП потребно е да обезбедат подземни паркинг места. Во планското вклучување не е предвиден ниту еден квадратен метар јавна зелена површина, додека законска одредба регулира дека 20% од секоја градежна парцела мора да биде зелена. На седницата помина и одлуката за утврдување на висината на надоместок на услуги кои што ги врши ЈКП Тетово за православни гробишта. Советниците на ВМРО ДПМН информираа дека капелата се очекува да започне да работи за 2 недели. Со многу напорна работа успеавме да ги отстраниме и да ги решиме многуте наследени проблеми како би можела капелата да отпочне со работа. Имено, главниот проблем со комората во капелата, каде што треба да се чуваат телата на починатите, додека не се изврши погребот, е отстранет. А исто така, отстранет е и проблемот со прокапувањето на кровот во капелата. Изготвен е елаборат и направени се административни исправки за да може да се впише капелата во катастар и да се извади имотен лист. Вработени се 3 лица кои се неопходни за одржување на капелата. Реализирана е јавна набавка на внатрешен инвентар за капелата во висина од 1.343.312 денари. Исто така, извршен е инспекцијски надзор и се очекува дозвола за работа на капелата. Денес на дневен ред на седницата на Советот беше предлогот за ценовникот за користење на капелата. Истиот беше усвоен и по објавувањето на денешната одлука за ценовникот во службен гласник, капелата ќе може да отпочне со работа. Прифатени беа и донации на неколку компании за инфраструктурни активности, односно реконструкција на локален пат во селото Селце, како и донација на граѓанска иницијатива од Корпи за отпадоци.